Премиерот Емил Димитриев денес имаше средба со представници на вработените во двата рудници, Тораница од Крива Паланка и Злетово од Пробиштип, како и со градоначалниците од двете општини. Средбата се цени како плодна и конструктивна. Владата и рударите се оптимисти за брзо рестартирање на рудниците Злетово и Тораница. Владата распиша постапка за концесија на која ќе се избере нов концесионер за рудниците, кој треба да предложи сериозен бизнис, план за рестартирање, инвестиции и развој на рудниците. Од владата информираат дека заинтересирани фирми има, а додека се избере нов концесионер, обстојувањето на рудниците ќе го финансира владата. Рударските општини Злетово и Крива Паланка, како и рударите, очекуваат владата да избере сериозен инвеститор кој ќе ги рестартира рудниците и ќе ги подобри условите за работа на рударите. На овој состанок бевме информирани од страна на владата за постапките кои што се во тек. Од една страна, владата ја распише концесијата за експлоатација на минерални суровини, која што на 16 март ќе биде електронската аукција, односно јавното надавање, кој да ја добие концесијата, а паралелно со тој процес во стечајната постапка се води процес за ликвидација, што значи дека ќе биде продаван и имотот на двата рудника. Се надеваме дека ќе има заинтересирани кои што ќе се пријават, ќе ја добијат концесијата и ќе ги откупат имотот од двата рудници, со што и доверителите ќе ги наплатат своите побарувања од една страна, од друга страна, што нас најмногу не интересира, ќе се создадат услови со добивање на концесија за побрзо рестартирање на овие два индустријски капацитети. На денешната средба во владата беше отворено прашањето околу одржувањето на рудниците. За ова владата донесе одлука со која го призема одржувањето како обврска за одржување на рудниците до нивната продажба и добивање на нов собственик. Владата на последната седница донесе одлука за финансирање на одржувањето со 60.000 евра, сметано од декември 2015 до јули 2016 година, период кој треба да се поклопи со периодот на изнаоѓање на нов инвеститор и рестартирање на рудниците.